Чест ми е да ве поздравам на овој деловен форум. Тука со председателот Дуда сме дојдени заедно со една единствена цел. Да ја поддржиме економската соработка меѓу македонските и полските компании. Со Полска и полскиот народ имаме традиционално добри односи, што датираат и пред независноста на нашите држави. На средбите со председателот Дуда констатиравме дека меѓу нашите две земји нема отворени прашања, туку само отворени можности. Ние секогаш сме имале поддршката од нашите полски пријатели, особено во процесот на интеграција во НАТО и во Европската Унија. Добрите политички односи ни даваат одлична основа сериозно да влеземе во процесот на јакнење на економската соработка. Како и целиот свет, и ние минуваме низ исклучително тежок период. Пандемијата на COVID-19 сериозно ги загрози речиси сите гранки на светската економија. Македонското стопанство претрпе големи загуби. Глобалниот карантин драстично ја намали трговската размена меѓу државите. Иако годинава релевантните институции предвидуваат економски раст за нашата економија, сепак се уште се соочуваме со предизвици и турбуленции. Во овој амбиент на неизвестност, известно е дека пост-ковид закрепнувањето на националните економии зависи од три фактори. Прво, имунизацијата. Како во Полска, така и кај нас, пандемијата внесе неизвестност во приватниот сектор, особено погодени беа производството, трговијата, транспортот и туризмот. Колку поголем дел од населението е имунизиран, толку побрзо ќе може да се врати динамиката на економската активност. Вториот фактор е соработката. Како што за соработката и солидарноста меѓу државите е клучна за справување со пандемијата, така и соработката меѓу компаниите е неопходна за надминување на економската криза. Вие преку вашите успешни бизнис резултати ја создавате реалната вредност од која зависи економското закрепнување. Третиот фактор е вложување во идниот развој. Државите што инвестираат во човечкиот капитал многу полесно ја пребродуваат пандемијата. Имаат побрз економски раст и повисок степен на намалување на невработеноста и сиромаштијата. Во оваа насока Полска е секако позитивен европски пример и една од ретките земји членки на Европската Унија што во 2020-та немаше зголемена невработеност. Што се однесува до Северна Македонија, уште на почетокот на мојот мандат го иницирав изготвувањето на стратегиската рамка за развој на државата, наречен МКД 2030. Целта на проектот е да се утврдат политиките за развој на државата до 2030-та и целите кои треба да бидат постигнати. Документот ќе содржи проценка на силните страни на земјата во ресурси и човечки капитал и ќе ги утврди слабостите каде што се потребни повеќе ресурси. Повеќе труд, повеќе инвестирање во неразвиените сектори. Посакуваме МКД 2030 да ја дефинира долгорочната стратегија и насоки каде Северна Македонија би требало да ги фокусира своите напори со цел да постигне напредок и подобар живот за сите своји граѓани. МКД 2030 се фокусира на повеќе меѓузависни теми, како што се вложувањето во образованието, дигитализацијата и IT секторот, земјоделството, екологијата и енергетиката, особено така наречената чиста енергија. Оние домашни и странски компании кои навреме ќе инвестираат во развојот на овие области, кај нас ќе се стекнат со конкурентска предност на македонскиот пазар во наредните децении. Затоа ја користам оваа прилика да ги поканам македонските и полските компании да размислуваат за можна соработка во областите што ќе бидат наши развојни стратешки приоритети. Почитувани стопанственици, веќе постојат услови за зголемена соработка. Освен договорот за одбегнување на двојното оданочување, имаме и договор за заемна заштита на инвестициите. Стопанската комора на Северна Македонија и Полската стопанска комора има долгогодишна формална соработка. Од 2018-та е воспоставена и редовна авиолинија меѓу Скопје и Варшава, а има и чартер летови од Варшава и Катовице до Охрид. Ме радува што некои важни полски компании веќе се пробиваат на македонскиот пазар. Денес ќе направиме уште еден значаен чекор во таа насока. Агенцијата за инвестиции и промоција на извозот и Полската агенција за инвестиции и трговија
ќе подпишат меморандум за разбирање, што ќе овозможи зголемена динамика во соработката. Очекувам бизнес заедниците во двете држави да искористат оваа можност и да се фокусираат на остварување на целите од меморандумот. Имаме стопански гранки и компании со квалитетни производи и услуги од сферата на земјоделството и прехранбената индустрија. Познати сме по високо квалитетните вина, што редовно освојуваат награди на светските вински саеми. Во последните неколку години, Полска е на високото 4-то место според бројот на странски туристи што ја посетуваат Северна Македонија. Културниот и духовен центар Охрид е привлечна дестинација за многу пољаци. Нашата соработка може да има и регионална компонента, бидејќи Полска е земја членка на Вишеградската група и на иницијативата Три мориња, додека Северна Македонија е дел од Отворен Балкан. Нашите две држави можат да бидат канал за пласирање на производите и услугите на пазарите што се дел од овие регионални иницијативи. Почитувани стопанственици, работа на нас, политичарите, е да создаваме услови за бизнисите да може полесно да соработуваат. Се надевам дека овој форум ќе помогне за квалитетна соработка помеѓу компаниите од двете земји. Ви посакувам успешна деловна соработка. Сигурен сум дека ќе размените многу идеи и продуктивни размислувања и ќе успеете да се поврзете на начин кој ќе биде од корист за унапредување на бизнис климата меѓу двете држави. Не смееме да чекаме подобри времиња за да ја започнеме соработката. Подобрите времиња ќе дојдат само ако час поскоро почнеме да соработуваме. Благодарам.